Во ова видео ќе научиш за вториот Њутнов закон и за неговата примена во пресметки кои се однесуваат на сила, маса и забрзување. Што току имаш фрлено топка која почнува да се движи нагоре, занемарувајќи го отпорот од воздухот. Која сила или сили действуваат на топката? А. Нагорната сила од твојата рака. Б. Надолната сила на гравитацијата. Или В. Двете сили. Одговорот е само надолната сила на гравитацијата, која постепено ја забавува топката, ја запира и ја враќа надолу, правејќи ја да паѓа побрзо и побрзо. Небалансираната сила е причина топката да ја промени својата брзина. Сега погледни ја оваа топка фрлена настрана, но прикачена со ластик. Силата со која ластикот действува на топката мора да биде кон раката, бидејќи ластикот ја забавува топката и потоа ја враќа назад кон раката. Ова е исто како кога топката е фрлена нагоре, но во овој случај силата на ластикот ја забавува топката и потоа ја враќа назад. Што друго може да му се случи на едно тело кога е подложено на неизбалансирана сила? Кога силите се неизбалансирани, предметите можат да се забрзаат или да забават, како фрлената топка, но исто така може да ја променат насоката. Замисли дека се обидуваш да ја смениш твојата насока на каллив фудбалски терен. Ќе притиснеш со твоите чевли во земјата за да обезбедиш сила за промена на твојата насока, но во кал ти само продолжуваш понатаму во истата насока и тоа го нарекуваш лизгање. Колку е поголема масата на телото, толку е поголема силата која е потребна за да се смени насоката или неговата брзина. Замисли дека туркаш автомобил во споредба со велосипед. Колку побрзо сакаш нешто да се движи, толку е поголема потребната сила. Помисли на возење велосипед. Колку посилно вртиш, толку побрзо се движиш. Врската помеѓу силата, масата и забрзувањето е позната како втор Њутнов закон на движење. Тој може да се сумира со оваа равенка. Резултантната сила е еднаква на масата помножена со забрзувањето. Кога силата се мери во њутни, масата се мери во килограми, а забрзувањето се мери во метри во секунда на квадрат. Вселенско летало со маса од 7150 килограми се оддалечува се побрзо од Интернационалната вселенска станица и се движи на кај земјината атмосфера со забрзување од 2 метри во секунда на квадрат. Пресметаја резултантната сила на вселенското летало. Паузирај го видеото за да пресметаш. А што мислиш за овој пример? Автомобил со маса од 1200 килограми почнува да се движи и забрзува на тркачка патека. Моторот на колата произведува константна сила од 3400 њутни. Константна сила на триење од 400 њутни действува на автомобилот. Пресметај го забрзувањето на автомобилот. Паузирај го видеото за да пресметаш. Сега пресметаја силата што е потребна за играчка автомобил од 800 грама да забрзува со 8,2 метри во секунда на квадрат. Внимавај на единиците. Масата на телото, кое забрзува со 0,8 метри во секунда на квадрат, кога резултантна сила од 200 њутни действува врз него, изнесува 25 килограми. Што мислиш? Зошто можеш да фрлиш тениско топче побрзо отколку ѓуле? Затоа што силата на твојата рака е иста, но масата на ѓулето е многу поголема, па неговото забрзување ќе биде помало. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.